Ако погледнеме назад во историјата, ќе видиме дека целата историја на македонскиот народ е исполнет со буни и востанија кои имале за цел ослободување на македонскиот народ од туѓа доминација. Така биле кренати Мариовската буна, Карпошевото востание, Кресненското востание, Разловечкото и други востанија. Меѓутоа сите тие завршија безуспешно. Се увидело дека има потреба од формирање на една цврста и силна организација која ќе го сплоти, обедини и победи македонскиот народ во борба за негово конечно ослободување. Тоа било причината што една група македонски интелектуалци, револуционерно определени, по долги и сериозни разговори во Солун, во куќата на книжарот Иван Хаџиниколов на 23 октомври 1893 година ги удриле темелите на македонската револуционерна организација. Во првиот состав на организацијата влегле Христо Татарчев, Христо Батанџиев, Андон Димитров, Петар Поп Арсов, Иван Хаџиниколов и Дамјан Груев. Статутот на организацијата го изработиле Дамјан Груев и Петар Поп Арсов. Според член 1 од статутот, организацијата била тајна и револуционерна и се простирала на територија на цела Македонија. Член на организацијата можел да биде секој кој што е роден во Македонија без оглед на вера и народност. Една од најзначајните определби било извојување на политичка слобода по пат на револуционерна борба. Меѓутоа, значајно прашање било и проширување на организацијата. Затоа во средината на месец јули 1894 година секретарот на ВМОРО Дамјан Груев посетил неколку града во Македонија. Најнапред бил во Штип, каде му било понудено да работи како учител, но во тој момент услови за формирање на организација немало. Преку Радовиш и Неготино на 15 јули Дамјан стигнал во Кавадарци. Тука ги побарал Иванче Минчев и Јанаќи Ќурчиев, негови соученици од Солунската гимназија. Од нив побарал да му обезбедат луѓе со кои може да говори за училишните и црковните проблеми во Тиквешката каза. Оттука заминале во куќата на Пане Иванов, главен учител во Кавадаречкото основно училиште, и Јованче Велков, председател на црковно-училишната општина. Набргу Даме се уверил дека има работа со сериозни и предани луѓе пред кои не треба да има никакви тајни. Тогаш станал и им рекол: другари, да не седеме повеќе со скрстени раце и да чекаме како се коват нови пранги за нас. Ние во Солун формиравме организација чија што цел е извојување политичка слобода по пат на револуционерна борба. Тогаш ги запрашал дали и тие би сакале да станат членови на таква организација. Откако добил потврден одговор од сите, Даме го извадил преписот од статутот на организацијата и пред Евангелие, револвер и кама положиле заклетва за верност спрема организацијата. Ова се случило на денешен ден, 15 јули 1894 година. Во првиот состав на организацијата влегле Пане Иванов, кој бил избран за председател, а за членови биле избрани Иванче Минчев, чиновник и учител, Јованче Велков, трговец, и Јанаќи Илиев Ќурчиев, трговец и кожувар. Следниот ден заминале во Ваташкото училиште, каде се формирал комитетот на ВМОРО, во кој влегле Тодор Поп Андов, Лазо Сојтериев, Коцо Јорданов, Зарко Димов, Трајче Дубров и Пано Поцев. Со ова Кавадарци ја има таа чест да биде прв град во Македонија во кој што е формиран првиот комитет на ВМОРО после Солун, а сите останати комитети во Македонија се формирани подоцна. Во наредната 1895 година Даме Груев бил повторно во Кавадарци и бил многу среќен и задоволен што организацијата била проширена во сите, па и во најоддалечените места во Теквишијата. Нека им е вечна славата на првите членови на ВМОРО во Кавадарци.